Освен партиските влијанија, очигледно еве со последниот случај со канцерогениот мазут, кога постојат основани сомненија, еве слушнавме дека за бизнис интереси се труеле македонските граѓани со нелегални набавки, веројатно е доказ за плюс за руинираниот систем, особено правосуден и непостапувањето. Како очекувате воопшто генерално да заврши овој случај од аспект што веројатно е и пошироката слика, не е само оштетениот буџет, туку и здравјето на граѓаните. И Арсовски како против систем воспоставен, она што го спомена и Божиновски, во кој очигледно е лесно да се сторат тешки кривични дела, но уште полесно и да се избега од државата и да не се излезе пред лицето на правдата. Прво, мислам дека мора транспарентноста да се подобри. Ова за кое зборува Владо. Што поголем дел од процедурите се транспарентни и отворени, тоа е помала можноста за корупција. Најголем дел од јавните набавки кои потоа станале проблематични и се предмет на обвинителска истрага, се случуваат во 4 очи. Без јавна и транспарентна постапка, без надзор над постапката, без јасни и дефинирани правила и така натаму и така натаму. Еве бевме сведоци без контрола на набавката, без Еве бевме сведоци како судот на јавноста може да влијае врз јавните набавки кога се тие отворени. И набавката за паркинг во клинички центар. Да. И покрај тоа, што сите знаеме дека има проблем во клинички центар со паркингот, дека тој треба да се реши. Се објавил конкурс, се пријавила една фирма. Значи, имале можност други фирми да се пријават. Имаше реакција од јавноста, од критичката јавност, од новинарите, од условно речено експертите, и јавната набавка се повлече. Значи, кога е отворено и кога е транспарентно, контролата на јавноста врз јавните набавки е драматично подобрена. На страна што системот за јавни набавки треба да се подобрува. Треба да се менува. Ние упорно имаме голем дел од јавните набавки, сега следам нешто, не следам до крај, голем дел од јавните набавки се завршуваат со само една понуда. Голем дел од јавните набавки завршуваат со повисока или пониска цена од таа предвидена во техничката спецификација. За нешто од тоа е доволно време само да помине. Значи да се етаблира еден систем на одговорност и да се следи, но исто така е потребна критичка и активна јавност која ги следи јавните набавки и реагира. Што се однесува до проценката за овој случај, јас мислам дека имајќи предвид дека се работи за голема сума и дека се работи за високо профилен случај, мислам дека јавноста ќе биде заинтересирана и мислам дека од тука гледам дека и владата е доста агресивна по тоа прашање и реагираше зошто не е определен притвор, зошто само куќен притвор и така натаму и така. Мислам дека тоа ќе оди во една забрзана постапка и се надевам дека ќе биде поотворена за да може да следиме што се случува. Сега, може би тоа е само врвот на ледениот брег, ние не знаеме што се има во тоа во тоа портфолио, но се надевам дека ќе биде некаква брза и транспарентна постапка, бидејќи таквите постапки ја враќаат пак довербата во судството. Се разбира, улогата на ДКС треба да се засили, ажурноста на обвинителството треба да се засили и така натаму. Божиновски, дали ви очекувате, еве што спомена и Арсовски, побрза разврска и не само во овој случај, туку и сите вакви случаи на висока корупција и тешки оштетувања и за здравјето на граѓаните, па и за буџетот на државата? Еден од тие, би рекол, аргументи на јавноста околу критиката кон судството беше затоа што многу случаи едноставно дури да се појават како такви немаат завршница, немаат разрешница, се разлекува во недоглед. Она што е значено за овој случај е да има разрешница. Значи да има пресуда која што ќе биде објаснета, без разлика каква ќе биде. Значи не наблегуваме ние во таа пресуда. Да, апсолутно. Но да има пресуда која што ќе биде објаснета и кај што точно ќе се знае што било направено, како било направено, дали било направено. И врз база на тоа ќе се следи, се разбира, одговорност. Доколку се случи тоа, после на тешко дека на некој пак би му текнало, ако има навистина вина од цела оваа работа, значи се има пресумпција на невиност, ќе видиме што како се случува. Зборуваме за основани сомненија. Да, но доколку се разреши ова како што треба, после некој друг би размислил 2-3 пати убаво дали да влезе во некакви авантури. Едноставно кај нас се одеше многу често со такви коруптивни практики затоа што немаше никогаш одговорност никако.
Доколку веќе почне да се одива, значи доколку одредени луѓе кои што се со основано сомнение се започнат, се завршат судски процеси, добијат заслужена казна, тоа веќе значи реформа. Тоа веќе значи дека постои одговорност. Тоа значи дека едноставно не може веќе некој да прави што сака и потоа да не се соочи со последиците. Така да на поиднина тешко некој. Ова говорам барем за онаа што е сериозна корупција. Доколку таа се намали, се разбира ќе се намалат и другите. За онаа ситна корупција тука има друго решение, тоа е дигитализацијата. Затоа и толку сите говориме дека треба што побрзо да се дигитализираат тие услуги, бидејќи кога немате контакт со луѓе, и тоа говориме за оние најчести услуги од кои што граѓаните имаат најмногу потреба и поне прв контакт со државата. Доколку вие немате некаков посредник, доколку тоа е дигитализирано, автоматски немате корупција. Така да тоа се решава така. Ова се веќе други случаи каде што е знаете, мора да се работи на повеќе фронтови, не е ова работа која што може за 3 дена да се реши, тоа им е јасно на сите и на граѓаните им е јасно, но граѓаните сакаат да видат дека нешто започнува да се решава. Доколку овој случај на пример има завршница, релативно брзо, автоматски ќе се подигне и довербата на граѓаните и во судството и генерално во довербата дека, не знам, самата власт сака да направи одредени промени и да влезе во коштец со тој криминал и корупција. Што се разбира, после ќе им донесе и дополнителни поени. Сега ќе видиме колку е самата влада, односно власта, подготвена да го направи тој чекор. Да, тоа беше главното прашање. Дали ќе биде како до сега или суштински реформи? Знаете како постои политичка волја кај владата сега, се надзира за справување со тие проблеми, со тоа што мислам дека и системот треба да учи сам од себе како да се подобрува. Не е решение само казнена политика, да речеме во јавните набавки, како во овој случај со мазутот. Вие на крајот после неколку години ќе констатирате дека имало злоупотреба на јавните набавки на увозот на мазут и ќе ги фатите и процесирате виновниците. Но ако недостасува тој дел што сте научиле во системот и што да вратите назад во системот како корекција за тоа да не може да се случи повторно, вие ќе се донесете во ситуација никој да не се пријавува на јавните набавки. Затоа што сите ќе се плашат од правната несигурност, што ќе се случи кога ќе се пријават. Така што мора да се враќа назад во системот некаков фидбек околу тоа како да се подобрува тоа. Што се однесува до оваа ситна корупција, така наречена шалтерска корупција, се согласувам, дигитализацијата многу може да помогне и едноставни начини за пријавување. Ние имавме на времето поедноставни начини за пријавување, број да се пријави корупција, да стиснеш копче и така натаму, тоа се разбира, се расипа веднаш. И што е можно повеќе префрлање на дигитални документи. Нема никаква причина зашто вие треба да одите во биро за водење на матични книги, за да извадите извод од матична книга на роден. Да, и тоа трае мала вечност. Не само тоа, тој не се менува. Каков е тој парадокс? Извод од матична книга на родени не постар од 6 месеци. Што ќе се случи 6 месеци ќе се родите повторно? Нема зошто да не ви го издадат еднаш во електронски формат, валиден за секогаш, или да можете да го извадите на апликација за 13 секунди. Меѓутоа кога на партиите им одговара, како на пример за проверка каде гласате по избирачки список, дигиталниот систем функционира. А кога треба за услуги на граѓаните, не функционира. И тука имам мал милион примери. Термини во здравство. Поврзаност на резултати низ здравствениот систем. Ние се уште сме сведоци како, извинете на израз бабички, одат со папки документи резултати од доктор на доктор, нема зошто тоа да се случува. Живееме во 21 век. Дигитализацијата може многу да помогне во тоа така наречена шалтерска корупција, а во оваа високата одговорност, транспарентност, казнена политика, но и учење на лекции од претходните инциденти. Сега, Божиновски, додека за ова што го зборуваме, потребните реформи, додека граѓаните очекуваат подобар живот, некако на политичката сцена повторно се обременуваат, односно се отвараат постојано прашањата со етнички предзнак. Тоа го прави
последниве денови, особено Дуи, барем врвот нивен, со на некаков начин закани и пораки за можна политичка криза во пресрет нели на подготвителна седница за законот за јазици, па се закануваат и со бојкот на локалните избори. Колку според вас се реални ваквите закани или повеќе се на некаков начин политички маневр што треба да се прескокне? Нема веќе амбиент, искрено нема веќе амбиент за создавање на меѓуетнички тензии. Мислам дека тука и ВМРО-ДПМН и премиерот Мицковски многу паметно изигра уште од старт. Едноставно не даде ниту власта, ниту премиерот никаква причина за некој да се обиде да манипулира со тие меѓуетнички односи. Наистина во моментов не гледам ниту причина, ниту некаква тензија во јавноста која што би била базирана на тие меѓуетнички односи. Арсовски, колку воопшто може да фатат корен, ајде така да се изразам народски, овие закани наративот што упорно се обидува да го пласира, Дуи особено од аспект постојано го користат како аргумент законот за јазици, што ќе им промени на албанските граѓани во земјава, дали тој ќе биде променет во одреден дел или ќе остане така без разлика на тоа што ќе одлучат уставните суди, дали тие подобро или сите ние ќе живееме, и од друга страна, дали како толкувате посетата на американската амбасадорка Агелер токму пред неколку денови каде ги охрабри уставните суди да одлучуваат по своја волја? Две работи. Едната е овој последниот случај со законот за јазици. Видите, таму треба малку да се потсетиме на генезата. Тогаш кога се носеше во договор со Дуи, политичкиот договор, колку што видовме во јавноста, беше да го донесеме сега вака, иако имаше спорни одредби и тогаш, оние кои не се применуваат и кои се сега спорни за... Да, и од Венецијанската комисија. Кои што се неприменливи, не се применуваат, неприменливи. Да, особено во судскиот дел беше. Тогаш Дуи се согласи да го дадеме законот на Венецијанската комисија. Тоа што ќе бидат забелешки од Венецијанската комисија, нема проблем да се укинат понатака, но да не стои целиот пакет закон за тие неколку спорни одредби. Доколку Венецијанската комисија јасно назначи за што станува збор и доколку ставот на Уставниот суд е усогласен со Венецијанската комисија, мислам дека потенцијалот тоа да прерасне во некаква политичка криза е низок. Многу мал. Особено затоа што луѓето ќе доживеат дека Дуи го користи тоа како политички поен, нема да има реална промена на терен, тие одредби не се применуваат ни сега, нема да се применуваат ни понатака. Бојкотот на изборите традиционално не носи добро на ниту една партија. Многу е тешко да бојкотирате избори и од тоа да излезете како политички победник. Дали воопшто е можно да го издействуваат тоа на таков начин? Тие можат да ги бојкотираат локалните избори, но не може да го спречат нивното одржување. Да, бидејќи имаше таков наратив од нивна страна дека ќе го спречат изборниот процес. Едно е наративот ние ќе ги бојкотираме локалните избори, што е политичко делување со кое може да се согласите или да не. Емпиријата вели дека таа партија што ги бојкотира изборите лошо поминува, во принцип се намалува политичкиот капитал. А друго е наративот ние ќе го спречиме одржувањето на локалните избори. Доколку Дуи посегне по тоа, а тоа е да се обиде да го спречи одржувањето на локалните избори, ќе биде неизбежно власта да настапи со полициско обезбедување и така натаму. Тогаш можеби постои некаков среден капацитет за создавање политичка криза. Меѓутоа, вие не можете на долг рок да ги оневозможите изборите. Може да ги одложите. Може да го оневозможите изборот. Тој ден се одложуваат за една недела. На крајот ќе мора да се одржат. Што се однесува и тоа што се однесува до овој сегашен инцидент околу законот, мислам дека тој има низок потенцијал да создаде политичка криза, освен се разбира ако Дуи не посегне по некакви порадикални методи како затворање кутии и така натаму, тогаш може да има некакви спорадични инциденти на терен. Што се однесува до долгорочниот наратив, за сега тој не е под ризик. Има некаков малку засилен антагонизам кој го поттикнува и Дуи, но мислам дека и ВМРО-ДПМН со укинување на балансер, мислам, не се укина конкретно балансерот, но има една, ВМРО-ДПМН се доживува како партија од страна на албанците, која може да посегне по нивните
по нивните права и тоа ја прави улогата издана ВМРО-ДПМН и навлен малку покомплицирата, тоа дуи го користи. Но балансират го укина Уставниот суд, Не го укина балансира, го Да, укина, добро, укина една од алатките за неговото... Така ќе има нов закон, меѓутоа Не ја укина обврската да има пропорционална застапеност, само ги укина методите, односно алатките, каде вие објавувате оглас кој е резервиран за етничка припадност, така што и тоа не е. Но, сега, знаете како, тоа е сега политички наратив, се тркала, дуи го користи и така натаму и така натаму. Што може да направи некаков проблем во меѓуетничките односи во Македонија? Тоа е секогаш се регионални прашања. Например, некаков многу остро инцидент во Косово може тоа да го направи. Например, доколку на северот на Косово има некакви вооружени инциденти. Во обид да се направи заедница на српски општини, некаква тврда реакција од Приштина, Вучич ако се примеша, тоа може да влијае на вкупните етнички прашања. Долгорочно може да влијае на етничките прашања ако Албанија забрзано ги затвори преговорите, па албанците од Македонија да се доживеат себе си како условно речено гетоизирани, бидејќи не напредуваат напред. Долгорочно таа диаметрално спротивставена позиција помеѓу етничките македонци и етничките албанци, едните сосема про интеграција во ЕУ, другите ако е услов од уставните измени против, таа диаметрална разлика, таа дихотомија може да создаде некакви тензии на долг рок, но на краток рок нема некој голем потенцијал. Божиновски, до кога во Македонија со вакви етнички теми ќе се нарушува на некаков начин со животот и дали би се согласиле дека доколку навистина се обидат интегративците во крајна линија да го спречат одржувањето на локалните избори, а не да ја бойкотираат, туку можеби со насилни некакви методи, можеме да влеземе во длабока политичка криза? Не верувам, искрено. Прво ви кажав, нема предуслови за некакви етнички тензии, нема никакви причини за етнички тензии и затоа е многу тешко вие да создадете етничка тензија онаму каде што нема плодна почва. Ние говориме тука за некаков повод, но поводот или таа иницијална каписла за каква било тензија може да се случи само доколку постои одредена причина, односно каде што околината е таква да може на некој начин да изреагира на начин како што сака одредена група да го направи тоа. Добро, не така одамна беа инцидентите за денот на албанското знаме. Ама тие инциденти беа провоцирани и на крај пак не излезе ништо. Замислете ги тие инциденти пред 15 или пред 20 години. Што ќе се случиш? Нема едноставно ниту македонците, ниту албанците, ниту кој било друго веќе сака да се занимава со тие етнички тензии. Нема никаква причина зошто сега некој би излегол на улица и би барал нешто. Значи, вие за да ве натера некој да излезете на улица или да правите инциденти, треба да најдете некаква причина зашто би го правеле тоа. Па еве, од интегративците велат се нарушувале правата на албанците. На кој начин се нарушуваат правата? Самите албанци Да, не сметаат дека се нарушуваат нивните права. Ја не гледам како се нарушуваат тие права. Вие секогаш ќе имате одредени политички фактори во зависност нели од условите кои што се во моментот, кои што можеби ќе сакаат да креираат одредена тензија. Но јас друго говорам дека во моментов и не верувам дека нема блиски иднина тоа ќе биде случај, нема предуслови за да може да се создаде таква тензија. Добро, Арсовски, сега од дома, надвор, од советски аспект, секако сите се засегнати, геополитиката се крои на некаков поинаков начин, особено со цела оваа поставеност на, ајде да ги наречам, големите сили. Еве, денеска забележливо е дека почна трговска војна помеѓу САД и ЕУ, ајде така да ја наречеме, и Брисел најави контрамерки за царините на Трамп. Ке видиме како тоа ќе се одвива и ќе заврши. Од друга страна се прават обиди за траен мир во Украина. Меѓутоа, она што е забележливо е дека Вашингтон и Брисел имаат различни визии како да се обезбеди траен мир во Украина. Имаше маратонски разговори вчера во Саудиска Арабија со САД и Украина, договорен е прекин на огнот, меѓутоа не се знае како Кремљ овој пат ќе одговори, некако се резервирани во овој однос. Како
сметате дека државава треба да се постави во цела оваа нова геополитичка реалност, а малку подолу ќе позборуваме и од однос на ЕУ перспективата наша? Живееме во едно многу комплицирано време и многу динамично, во кое светот ќе продолжи да биде нестабилен, барем на среден рок. Не само заради Украина, и заради зголемените тензии помеѓу ЕУ и САД, Израел и Газа се уште тлее тој конфликт, не се знае како ќе реагираат големите светски играчи на новата геополитичка поставеност на Соединетите Американски држави. Во моментот не се разговара за мир, туку за примирие. И добро, крајната цел е траен мир, барем од тоа што го изјавуваат сите. Ќе видиме. Ќе видиме во моментот Соединетите Американски држави велат за нас е целта да ги обезбедиме минералите. И не многу сакаат да разговараат за тоа како ќе изгледа мирот и обезбедувањето на минералите понатака. Тука исто така ЕУ се покажува релативно импотентна во таа смисла. Заклучокот и за ЕУ и за САД е дека невозможно да се обезбеди тој договор без присуство на војска на терен. Вие не можете да проектирате политичка моќ без воена моќ. Еве да претпоставиме дека САД и Украина ќе се договорат за минерали. Знаете кој ќе ги контролира минералите таму? Тој што има војска таму. Ако САД одбиваат да пратат војска, нема да може да ги користат. И тоа мора да биде затворено во некаков договор со Путин, а не знаеме кои се крајните намери на Путин, бидејќи не знаеме која е неговата стратегија. За нас тоа мора да значи некаква еквидистанца. Ние во моментот сме така поставени географски и политички, што теоретски би требало да бидеме поблиски со ЕУ од што со САД. Но не сме, затоа што сме разочарани од ЕУ. Сметаме дека ЕУ не ни го испорачала ветувањата кои ни ги дала. И имаме еден емотивен однос кон САД, дури, условно речено, една малку среќа се појавува што САД е толку антагонизирана со ЕУ. Ние повеќе имаме што да искористиме од ЕУ од што од САД. Ние од нив користиме повеќе средства во помош, значи САД има помош, меѓутоа ИПА и ИПАРД се неспоредливо поголеми, да не зборуваме за структурните фондови, и имаме активна апликација за членство во ЕУ. Така што, теоретски, ние би требало да внимаваме да не антагонизираме ЕУ, ставајќи се на страна на САД. Сепак, тоа доаѓа во една ситуација во која ЕУ не се знае како ќе се постави, има сериозен предизвик пред себе, и воен, и политички, и во односот со САД, а ние во моментот, немам дилема дека владата во моментот поблиско ги доживува политиките на Соединетите Американски држави кон Украина и кон светот, одошто политиките на ЕУ. Добро, тоа јасно го изразија и со резолуциите во Обединетите нации. Тоа што мислам дека така е. Тоа што мислам дека ќе биде предизвик, јас мислам дека од овој процес ќе добиеме една поагресивна ЕУ. И веќе тоа го видовме. Евроамбасадорите во собранието изразија незадоволство од нашето гласање, што не сме навикнати на таква остра реакција од ЕУ амбасадорите по долго време. Ќе биде комплицирана таа навигација. Се разбира, тоа мора да дојде до некаква еквидистанца, но мора да видиме во основа, ние се чекаме да видиме дали ЕУ ќе се соземе и дали ќе стане трет геополитички столб, и дали ќе продолжи овој процес на наше приближување до ЕУ визави политичките предизвици и визави тоа како ќе изгледа идната ЕУ, како ќе изгледа тој пат. Ке се согласите ли, Божиновски, околу позицијата моментална на земјава, апропо Вашингтон, Брисел, од една страна, и сите тие што ги споменавме претходно, геополитички случувања, каде што де факто немаме влијание, меѓутоа позиционирањето е важно. Изминативе години се доби впечаток дека САД действува додека ЕУ се колеба. Тоа е најголемиот проблем. И дека постои понекогаш сериозно неединство внатре, дека постои понекогаш сериозен проблем како тоа што е договорено, проблем да се договори, но доколку се договори, како тоа да се имплементира, како тоа да се постигне во рамките на Европската унија. Додека САД делува. Ние можеме да говориме и да анализираме дали е тоа во ред, дали не е во ред, дали ни одговара, не ни одговара, на кој му одговара, на кој не му одговара, но САД делува. И едноставно Македонија на некој начин смета дека преку тоа зближување дополнително со САД, кој е нели наш стратешки партнер
во изминативе околу 20-30 години, дека на некој начин тоа ќе ни донесе и нас подобри позиции. Нормално зависи како ќе се развива односот помеѓу САД и ЕУ. Затоа што ние не можеме да се ставиме, да идеме во ситуација контра ЕУ. Не можеме да бидеме блиски со САД, но не смееме да се ставиме во ситуација контра ЕУ. Така да во најдобар случај нашата позиција, доколку се случи тој судир, иако ја не верувам искрено дека ќе се случи, постои одреден антагонизам, но верувам дека тоа ќе биде за релативно кратко време. Никако се добива впечаток дека Трамп во последните јавни настапи ја заострува реториката и кораките до европските лидери, тие по друга страна прилично фрустрирачки делуваат. Ја затоа ви велам, значи доколку ЕУ почне да делува, не само да зборува, доколку ЕУ веќе делува како единствен геополитички фактор, затоа што сега не го гледаме тоа. Имате САД како геополитички фактор, имате Русија, имате Кина, не ЕУ, него одредени земји на ЕУ. Така да, доколку се види тоа, доколку едноставно ЕУ свати дека треба да почне да делува, особено за нешто што е од клучно значење, како што е судирот во Украина, за самата ЕУ и за самата Европа, тогаш мислам дека тоа ќе има и по некој ефект. Ние секако дека сме блиски со САД, дека се зближуваме дополнително, САД се наш стратешки партнер, изминативе децени, можеби единствената држава која што навистина и помогнала на Македонија, така да тука неспорно е дека ние ќе останеме блиски со САД, но прашањето е како ќе се постави ЕУ и како ќе се развива, дали ќе прерасне, дали ќе се заострат. Не би го нарекол тоа судир, тоа е премногу силно, но оние несогласувања кои што можеби постојат помеѓу ЕУ и САД, или тоа ќе биде надминато. И да, Македонија не сме да си дозволи да биде против ЕУ. Во никој случај ние сакаме да бидеме дел од Европската унија. Не може да се дозволи да биде против ЕУ, но од друга страна и кај нас се создаде перцепција дека едно се ветува, а друго се случува, или дека одредени центри во ЕУ велат едно, други центри велат друго, станува не си на чисто кој е самиот европски став. Мислите дека новата администрација на Трамп може на некаков поревносен начин, како би и помогнала на земјава еве околу европската перспектива, особено за спорот со Бугарија, бидејќи дел од впечатоците во јавноста се дека веројатно тие имаат многу поважни теми за решавање? Секогаш има многу поважни теми за решавање. Мислам дека е добро ако има поважни теми за решавање отколку Македонија. Значи, за прв пат ја имам чувство дека ние не сме во некој од овие жаришта кои што се појавуваат во околината, почнувајќи од овие тензии кои што постојат во Србија, ситуацијата во Украина, има протести во Романија, да не ги набројуваме сите, нели, да речеме, условно кажано политички или воени во случајот со Украина конфликти. Така да од тој аспект е добро што конечно не сме во таа жижа на конфликтни точки. Од друга страна, ние не можеме да се потпреме само на слепа послушност, каква што практикуваше, например, Зоран Заев, кој што направи све што му беше кажано, буквално, за на крај да не добие ништо. Ние сме, пазете се, колективната меморија можеби не е толку силна страна, нели, но сепак колективната меморија убаво памти кога се наредија буквално сите европски лидери да ни кажат дека само уште ова со името да го средите и ќе почнете преговори. Па ништо не се случи од тоа. Така да едноставно треба да се самата ЕУ да покаже една посилна решителност во однос на тие заложби и ветувања кои што ги дава. Не само кон Македонија, тоа се однесува и на една Црна Гора која што не знам 15 години, 13-14 години преговара, Србија преговара, па не преговара, па се замрзнати преговорите. Значи, доколку сакате да имате кредибилитет и да го држите тој кредибилитет, тогаш тоа што ќе го договорите, треба и да го исполните. Тоа го гледаме кај САД, во моментов тоа не го гледаме кај ЕУ. Доколку ЕУ успее да се стабилизира и да започне да делува унисоно како еден фактор,
тогаш веќе можеме да говориме за силен геополитички фактор и можеме да говориме за партнер со кој што може нели да се направат одредени договори. Затоа што ние до сега ни беше, знаете како, во многу случаи едноставно ставено нешто на маса и земили или остави. Добро, Арстовски, ќе се согласите ли дека сите наши лидери биле ставени пред свршен чин, да кажеме на таков начин? Ова што го спомена Божиновски, споменавте и вие и факте дека евроскептицизмот расте во земјава и дека Европа не го испорачала тоа зашто постојано не турка напред или не тапка по рамо. Меѓутоа, колку всушност овие односи и целата преокупација сега што се одвива ќе влијае воопшто врз волјата на проширувањето на Европската унија? Ние се уште не знаеме како ќе влијае тоа на проширувањето на ЕУ, бидејќи тоа не е ставено ни на агенда ни кај земјите членки. Може да биде акцелератор, а може да биде инхибитор на проширувањето. Со целата почит кон тоа како јавноста се чувствува скептично кон ЕУ и разочарано, мислам дека ние во оваа зголемена тензија помеѓу ЕУ и САД малку настапуваме и емотивно, токму од таа разочараност. Го слушав ова што го зборуваше Владо, не сум сигурен дека би се согласил во целост. Се разбира. Мислам дека сме сведоци на едни промени на однесувањето на Европската унија, кои до крај не сме свесни колку се големи. Европската унија успеа во последните недела дена да донесе неколку одлуки кои би било незамисливо да се донесат и во текот на 4 години со претходното функционирање. Го зголемија одбранбениот буџет 6 пати, од 250 милиарди евра на 1000 и нешто милиарди евра. Донеса одлуки за реципрочни царини кон САД. При тоа успеа да ги заобиколат членките кои дотогаш ги блокираа во сите нивни одлуки, злоупотребувајќи го правото на консенсус. Значи, кога сакаат и кога се под политички предизвик, политички притисок, Европа може да функционира. И се прашање колку долго ќе ги држи тој ентузијазам, нели, и тоа заедништво, но јас тоа што го гледам од Брисел во моментот, покажува една различна ефикасност на ЕУ во споредба со онаа за која зборуваме ние претходно. Претходно, една земја членка се противи, што да ви правиме, тоа е и така. Но сега гледаме дека и посериозна земја членка како Унгарија најдоа начин како да ја забиколат, да ги донесат одлуките. Гледаме едно поагресивно ЕУ визави однесувањето на земјите кандидати, веднаш ни реагира на гласањето на резолуцијата. Гледаме веднаш реципрочни царини, не поминаа 24 часа. Откако Трамп воведе царини за ЕУ, откако ЕУ одговори. Нешто што ќе беше незамисливо претходно. Така што не сум сигурен дека емпиријата ја го подкрепува заклучокот дека ЕУ е се уште така раштимано како што изгледа. Да, тука само ќе ми дозволите. Дали сметате дека е фер наратив или однос, бидејќи во последниот период особено слушаме од европските лидери, челниците, дека што побрзо сакаат да ја видат Украина внатре во Европската унија, свесни сме околу нејзиниот статус моментално е во војна, се наметнуваше тоа прашање во јавноста дали е тоа фер однос кон нас кој што долги години сме во чекалната. Исто така и Земјиеве спомена и Божиновски како претходно Црна Гора, Србија, тоа се заглавени иако се отворени поглаве. Дали ова е фер однос од ЕУ челниците кон и Македонија, меѓутоа и земјите од Западен Балкан? Не. Се разбира дека не е. Можеме ли нешто тука да направиме, освен тие гаранции што очигледно не се? Јас мислам дека ќе доживееме една поагресивна ЕУ. Една посплотена, поагресивна и понастојчива, пофокусирана на собствената одбрана. Например, ние не знаеме дали НАТО ќе преживее. И не знаеме дали на територијата на Европа ќе се формира нов сојуз, НАТО минус Соединетите Американски држави, на кои евентуално би се приклучила и Канада. Тоа се темите за кои ние треба да разговараме. Тоа е вистинска дилема. Сега се знае што е за нас дилемата. Дали ќе отвориме втората меѓувладина конференција, дали ЕУ ќе го задржи ова ниво на усогласеност и ефикасност, односно некаков ентузијазам за работа и политичките пораки околу Украина, Молдавија и така натаму, не сум многу сигурен дека тие можат да се остварат.
се разбира, тоа е нефер за нас, но не би ги ставал Србија и Црна Гора во ист кош. Мислам дека Црна Гора и Албанија ќе се движат напред, потребна е на Европската унија некаква успешна приказна, а Србија не ги продолжува преговорите затоа што одбива да ја усогласи надворешната политика со политиката на ЕУ. За тоа не е причинител ЕУ, за тоа е причинител Србија. Добро, Божиновски. Како очекувате, споменавте, меѓутоа, во однос на македонските интеграции, ова што го прашав и Арсовски, сме зборувале многу пати тука за двојните аршини и разочараноста од Европската унија, но како воопшто САД може да помогнат и за спорот со Бугарија? Ако од таа страна воопшто не сакаат да разговараат, имаше обиди за волја на вистината од македонската страна, од друга страна и од Брисел велат дека не можеме да ви дадеме гаранции, вие сте се согласиле за уставни измени и тоа е тоа. Добри, од Брисел веќе доаѓаат поинаку. Значи беше тоа до пред известно време, треба да потпишете, сте се согласиле, сега веќе иде, може ќе се направи некаков да се седнат, да се видат страните, така да малце мислам смене тука и тонот на Европа. Знаете што, проблемот е што во многу минати конфликти, политички, војни, какви сакате, во изминативе три децении во Европа и особено во нашиот дел на Европа, југоисточна Европа, ако земеме, најчесто САД биле тој клучен одлучувачки фактор кој што успел да помогне да се донесе некаков договор. Дали сакате тоа да говориме за, не знам, војната во Босна, дали тоа одредени конфликти кои што се случува во соседството, политички, воени, војната интервенција во Косово и така натаму. Значи секој САД бил оној одлучувачки фактор кој што помагал да се затвори договорот, кој да е договор. Така да сега имаме малку поинаква ситуација затоа што сега се појави одредена дискрепанца помеѓу надворешната политика на ЕУ и на САД. И затоа велам треба да почекаме да видиме како ќе се одвиваат работите. Ја искрено верувам дека повторно ќе се дојде до одреден консензус. Се дали ние ќе успееме тоа да искористиме, треба да видиме и умештноста нели на нашата политика. Да. Нешто што за кое треба да бидеме свесни е дека САД досега во југоисточна Европа се, да бидам колоквијален, се мешале во внатрешните проблеми, најмногу заради нивната геостратешка определба дека сакаат регионот да се интегрира во ЕУ. Сакаат стабилизација на регионот, биле стратешки сојузници со ЕУ и интервенирале во насока на стабилизација, обезбедување на регионот и негово забрзано интегрирање во Европската унија. До пред 2 години Соединетите Американски држави беа поголем адвокат и повеќе работеа на интеграцијата на Македонија во ЕУ одошто Европската унија. Прашање е дали тоа останува стратешки интерес на САД сега со новата администрација. Можда, ние не знаеме. Можда е новата администрација да каже Европа да си го среди сопствениот двор и да не бидат толку активни тие на европско тло, и политички, и дипломатски, и така натаму. Така што јас мислам дека во следниот период моето предвидување е дека ќе видиме една попасивна САД и малку поактивна ЕУ. На крајот на краиштата, тој и официјално Трамп го кажува, тој вели дека сака да ги повлече сите ресурси во светот, да престане САД да изигрува светски полицајци, да се фокусираат на Соединетите Американски држави. Така што не значи дека досегашното однесување на САД, кој точно е, биле клучен фактор во смирувањето на сите конфликти на Балканот, ќе остане така понатака. Добро, во тој контекст околу бидејќи ставот на нашата влада и премиерот е дека добрите односи со Соединетите Американски држави се едно од најважните прашања, впрочем, нели и стратешкиот диалог, иако од друга страна секако одржување на добри односи со Европската унија, каде што сакаме да станеме дел. Меѓутоа, велите не очекувате, тоест можеби повеќе пасивна да е САД, но во тој дел сметате дека е дипломатски наивно или добар дипломатски потек околу оние резолуции за кои што се крена многу фама тука во јавноста, а ние бевме нели коспонзори усогласени со гласањето на Соединетите Американски држави. Особено опозицијата вели дека тоа е една од големите стратешки грешки на нашата влада. Мислам дека времето ќе покаже дали тоа било грешка или не. Ние не можеме да си дозволиме да создадеме, односно, треба да инвестираме во стратешкиот однос и со Соединетите Американски држави и со Европската унија.
Прашање е колку тоа ќе биде возможно на долг рок. Ако тензиите продолжат, може да се случи да бидеме донесени до исклучив избор. Ако продолжи овој антагонизам, воведување царини, независна одбранбена политика, независна трговска политика, може да се случи да дојдеме во ситуација да мора да бираме. Ке се пријавуваме за членка на ЕУ или ке се пријавуваме за 51-ва држава на Соединетите Американски држави. Во таа смисла не е прв пат Македонија да застане, уште на 11 септември, кога Буш создаваше таа коалиција на тие што имаат желба, и ние тогаш се приклучивме брзо кон таа коалиција. Мислам дека времето ќе покаже. Факт е дека оваа влада се чувствува поблиска до политиките на Трамп, одошто до политиките на ЕУ, и дека сака тоа да го покаже и да го демонстрира. Од друга страна, забележувам дека и на Соединетите Американски држави тоа им значи. Значи дека го коментира, блискоста со нашата влада ја коментираат, активната улога на Мицковски ја коментираат и така натаму. Ќе видиме дали тоа ќе донесе до некаква зголемен антагонизам со ЕУ или не. Тоа би било единствениот проблем во таквите постапки. Смета дека може да донесе некаков зголемен антагонизам? Искрено не верувам, затоа што мислам дека ќе се согласат повторно политиките на САД и на Европската унија. Сега, знаете како, во моментов имаме релативно турбулентен период пред нас. Не можеме, што и да кажеме, може да сгрешиш. Што и да кажеш, можеш да сгрешиш. Едноставно ситуацијата е таква да постои одредена дискрепанца помеѓу надворешната политика во моментов на САД и НЕУ. Не верувам дека ние ќе се донесеме во позиција каде што ќе се антагонизираме со Европската унија, затоа што Европската унија ни е тука, ние сакаме да бидеме дел од таа Европска унија, но од друга страна исто така нема да си дозволиме да се антагонизираме со САД како наш најголем поддржувач и стратешки партнер. И затоа велам, треба внимателно да се пристапи кон целиот процес и да се прати што се случува нели на тој план. Доколку успее да се надмине кризата и односно војната во Украина, доколку се успее да се прекинат тие војни дејства, мислам дека потоа многу брзо ќе дојде до одредено смирување и на тие односи. И влегуваме во финишот во тој контекст. Очигледно е и она што го најавуваше новата влада на чело со Мицковски е дека уставните измени и оној услов секако не планираат воопшто да бидат донесени, ниту односно остануваме статус кво ситуацијата. Како очекувате на внатрешен план и меѓуполитички да се одразат сите овие случувања и стоењето во мртва точка? Тоа е на крајот прашање на политички капацитет на ВМРО-ДПМН. За нивна среќа или несреќа, емпириски таа партија има една прилично непријатна карма до сега во нивните неколку мандати. А тоа доаѓаат како реформатори, ефикасни и почнуваат со добри проекти кои успешно ги спроведуваат. Но некаде на средина или во овој случај на почетокот дури на мандатот се соочуваат со едно непопуларно прашање. Охридскиот рамковен договор и правата на албанците, Преспанската спогодба неопходна за НАТО, еве сега основните измени. На крајот одлучуваат да не го направат тој чекор, значи да не ги ниту да го поддржат Охридскиот рамковен договор, на крај на сила го подпишаа, Преспанската спогодба беа против. И тоа ги прави да направат еден дисконект со меѓународната заедница, што пак ги прави декадентни дома. И на крајот тоа завршува во една авторитарност и конфликт со критичката јавност. Мислам дека без продолжување на интеграцијата во ЕУ, било која политичка елита, без надзор од ЕУ или некаква трајна инвестиција во реформи, постои ризик да стане декадентна. И дури со најдобрите политички намери. Но ние сега јас гледам дека оваа влада внимава на тоа. Не знаеме како тоа ќе изгледа уште 2 години, уште 3 години, дали ќе има предвремени парламентарни избори после локалните и така натаму. Секако е прашање на капацитет на сегашната влада дали ќе го задржи демократскиот дух и иако не напредува кон ЕУ. Добре, за крај, Божиновски. Од овој аспект, дали очекувате да има некои посериозни влијанија, тапкањето во место со ЕУ перспективата дома или фокусот се реформите
кој што и при тоа се дел од реформската агенда Не, па- повторно за членството кон него. Не треба да го гледаме тоа како исклучив процес. Значи тоа се паралелни процеси. Реформите треба да се спроведуваат. Борбата со корупција, криминал и така натаму не зависи од тоа ние колку ќе напредуваме некаде или нема да напредуваме. Така тоа се паралелни процеси. Но од друга страна се разбира не сме да се занемари, напротив треба да се даде приоритет на тој да кажеме договор помеѓу Македонија и Бугарија, преку тоа и помеѓу Македонија и Европската унија, се разбира, но во овој нов контекст можеби ќе успееме да добиеме одредени поповолни услови кои што и на нас би ни биле од корист и би дале некакви дополнителни гаранции дека Бугарија нема на првата кривина повторно да ни залепи некаков нов предуслов и некоја нова блокада. Но во секој случај тоа не значи дека ние треба да тапкаме во место, туку треба активно да се бориме и да се обидеме да колку е тоа побрзо и возможно да го надминеме тој спор. Во ред, останува да видиме. Господа, ви благодарам што бевте дел од Самовистина. Благодарам на поканата. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Ви посакувам пријатна вечер со Канал 5. Поздрав!